Здраво, јас сум Александар Михайловски, мојата професија е актер. Многу си ја сакам професијата, уште од малечок, не би знаел со што друго да се бавам ако не би се бавел со оваа професија. Усвари, има една професија со која што би се бавел да не бев глумец, тоа би било војник. На овие бушави глави би им објаснил дека актер е човек кој што ужива во живот. Човек кој што не се плаши од предизвици и човек кој што сака најверојатно да ги насмее другите луѓе и да се осеќаат убаво. Така некако. Бушави глави! Имаме радост, немаме тага. Бушави глави! Емоции! Што им бакнеш, тоа што бацуваш луѓе. Бакнеш што можеш некој да го бакнеш. Дека луѓето кога некој ги сака, ги гушкат и ги бацуваат. Ама бабите најмногу сакат и најмногу гушкат. Бакнеш е кога некого ќе бациш. Мажот и жената се бацуваат. Бакнеш е кога некој сакаш да го бакнеш. Бакнеш е кога некој го сакаш и можеш да го бакнеш на образ, така се бакнуваат другарките или пак мајката и ќерката или пак сестрата и братот или пак таткото и ќерката или таткото и братот. Кога некој ги сакаш, другите треба да те бацат. И на нас не треба да ни биде гад од бабите, бидејќи и ние еден ден ќе бидеме баби. Па роднините, татко, мајка. Постои љубавен бакнеш, постои пријателски бакнеш и постои родителски бакнеш. Јас најчесто ја бацувам мама. Ја највеќе сакам да ја бацам мајка. И има секакви бакнежи, има другарски бакнежи, има на дечко и на девојка бакнежи, има љубовни бакнежи. Бушави глави! И кога ти идеш на роден ден и кој му е на роден ден, ќе го бацат. Мене ме бацува 200 пати. Бакнеш што можеш да го бациш. И после некој бакнеш другарски. Симпатијата се бацува во образ. Јас го бацувам во обравчета. Дека тоа е пријателски бакнеш. На факултет се учи како да бакнуваат лажно, ама тоа не е многу добро. На факултет глумците учат како да се бакнуваат лажно. А на телевизија лажно се бакнува. Тие само ја отвараат устата, ако не се бакнуваат. Глумците лажно се бакнуваат, бидејќи тие не се сакаат на вистински. Не смеат никако да се допрат. И во филм тие не се бакнуваат вистински. Дејќи режисерот ќе ги казни ако вистински се бацат. Има и лажни бакнежи кои што се разликуваат да те бакне некој, ама што не те сака. Па не се бацуваат вистински. Само се преправаат дека се бакнува. Ние децата се бакнуваме во образ, а посарите не бакнуваат во косата. И старите луѓе ги бацуваат. Ако некои деца не сакаат да бацуваат баби, се поздравуваат со лака. Некои само се бацуваат. Бакнеж. Бакнежот е прекрасна работа и бакнежот се раѓа нешто што не може ниту да се напише како дефиниција, ниту што е бакнеж, ниту како е бакнежот, како се прави тоа ќе дознаете најверојатно за некое време. Бакнежот е прекрасна работа. Бакнежот се случува кога чувствуваш нешто во себе. Ти доаѓа да бакнеш некого.
Во принцип, кога сакаме да поздравиме некого, например, еве јас дома си ги бакнувам нон-стоп. Кога ќе дојдам од работа и пред да излезам за на работа, тоа ми е како некој ритуал и сакам на баба ми, на дедо ми, на мајка ми да им оставам по еден бакнеш на нивниот образ. Слушам Басу.